Скандалозниот тендер за набавка на нови скапи и луксузни автомобили вреден 2,3 милиони евра народни пари, освен што ќе ги изгори директорите на СМ, може да им се удри од глава и на компаниите кои треба да ги испорачаат возилата. ВМРО ДПМН која се очекува да ја предводи владата по изборите, тендерот го оцени како уште еден огромен криминал за кој некој сигурно ќе сноси одговорност. Подпредседателот на партијата Николовски ги предупреди и компаниите од каде се набавуваат возилата да отворат 4 очи пред да ги испорачаат, за да не бидат и тие дел од истрагата за криминал. Се работи за едно безочно крадење на одење и да посочам дека одговорност има. Исто така да ги посоветувам оние од кои што се набавуваат возилата, два пати да отворат очи пред да ги доставуваат возилата во Електрани на Македонија и пред да потпишуваат договори, затоа што истрагите ќе се сеопфатни и ќе ги опфаќаат сите кои што се дел од тоа, а тоа ги вклучува секако и компаниите кои што влегуваат во ваков криминал. Според овој скандалозен договор кој е склучен на само 5 дена пред распишувањето на изборите, компанијата со народни пари набавува 52 возила од моделите на Dacia и 30 од марката Peugeot. Интересно е што автомобилите се со дополнителна опрема која дополнително се плаќа, како што се сензори за паркирање и за дожд, камера за паркирање, погон на сите 4 цркала, LED светла, систем за контрола на мртов агол и слично. Од Електрани се правдаат дека иако имаат загуби како компанија, тие морале да ги набават возилата затоа што другите биле веќе стари и неупотребливи. Во АДА СМ не е спроведена јавна набавка на возила од 2010 година. Возниот парк со кој располага компанијата е застарен, возилата се амортизирани и согласно пресметките, трошоците за нивно одржување се повисоки во споредба со набавка на нови возила. Во однос на ликвидност, потребно е да се нагласи дека завршната сметка за 2023 година за работењето на АДА СМ се уште е во изработка, но можеме да кажеме дека најверојатно 2023 ќе ја завршиме со позитивен финансиски резултат. ВМРО ДПМН веќе подолго време алармира за бројни скандали во Електрани, поврзани со тендери за изнајмување на механизација за работа во Рек Битола, но и за состојбата во термоелектраната Осло-Мека и Кичево. Според опозицијата, целта на раководството на Електрани била да ја затвори оваа термоелектрана. Лидерот на партијата Мицкоски предупреди и за јавните набавки за јаглени јаловина за Рек Битола, преку кои фирми блиски до власта ќе добијат 140 милиони евра.